Децении ветувања, блокади и понижувања, европскиот сон станува се понедостижен. Уцените ја подкопаа довербата во Европската Унија, а разочараноста расте. ЕУ не наоѓа начини како да ни помогне и го продолжува статус квото, а злоупотребата на ветото од страна на Бугарија не само што нема санкција, туку има и премолчена поддршка. Експертите порачуваат дека евроскептицизмот и натаму ќе расте, доколку не се најде излез од овој ќорсокак во кој се наоѓа Македонија. Бидејќи, ако пред една деценија македонските граѓани гледаа со ентузијазам на евентуалното членство во ЕУ, сега не веруваат дека некогаш земјава би станала дел од блокот. Не наоѓајќи излез и продолжувајќи го статус квото, на некој начин ги поттикнува сите оние кои што веруваат дека процесот на европска интеграција е еден процес кој што нема крај. Дополнително, Македонија се соочува со блокади предизвикани од билатерални прашања и на некој начин, продолжувајќи го статус квото, Европската Унија како да ги поддржува тие процеси, односно правото на вето кое што го користат државите членки во билатералните спорови со државите кандидати, наоѓа на своевидно премолчено одобрување од самата Европска Унија. Ако за многу земји важат копенхашките критериуми, во нашиот случај се бара и нешто друго. Уставни измени, промена на учебници, ревидирање на историјата и сето тоа како услов да се тргне бугарското вето, а без никаква гаранција дека ќе нема ново понатаму. Европската Унија би имала многу поголема поддршка доколку изнајде некаква форма да ги надмине овие блокади и да ги прифати државите кандидати. И самиот процес на проширување ќе донесе придобивки за граѓаните и со тоа ќе се зголеми поддршката за Европската Унија. Пораст на евроскептицизмот посебно има кај младите. Најновите истражувања покажуваат дека 46,5% не веруваат дека Македонија некогаш ќе стане дел од Унијата. Само 6,7% сметаат дека тоа би можело да се случи во следните 5 години, додека 1/3 верува дека членството е можно, но во далечна иднина. Иако младите и натаму сметаат дека ако влеземе во ЕУ ќе има подобри можности за работа, подобро образование, поголема сигурност и помалку корупција, се сомневаат оти најголема кочница ќе останат билатералните спорови.